Спортски игри за деца со посебни потреби се одржаа денеска во Штип. Нивната намена, освен за забава и мотивација, има многу поголемо значење за оваа категорија на деца. Спортот како дисциплина нуди многу можности како за децата без попреченост, така и за лицата со попреченост. Се раѓаат многу емоции и мотивација да ги покажат своите способности, сакаат да спортуваат. Еден вид на инклузија преку спорт. Овде во неколку дисциплини тие можат да ги покажат своите способности, да се надградуваат и да продолжат со еден тренажен процес кој ќе трае во текот на 365 дена, а нема да се одржува само поединечно на еден ден или на 2 дена. Среќата и исполнетоста да се дел од овој настан ја искажаа и самите деца. Сакам да спортувам. Пикадо, пинг-понг, кошарка, фудбал. Настанот беше дел од проектот за социјализација на деца и младинци со посебни потреби. Во склоп на проектот за социјализација на деца и млади со посебни потреби, денес општинската организација на Црвен крест Штип, во соработка со локалната самоуправа и со дневниот центар од општина Штип, го организира овој спортски настан каде што 60 дечиња од 6 општини од источниот регион ќе се надпреваруваат во повеќе дисциплини. Ние како општинска организација преку поддршка на донаторот на овој проект обезбедивме по една мајца за секој учесник, како и храна и пијалоци. За локалната самоуправа, инклузијата на децата со посебни потреби во општеството е од витално значење. Мојата цел ќе биде да се борам за посебна и поголема интеграција на овие деца во општеството, затоа што веруваме во едно општество за сите, затоа ќе продолжиме со целосна поддршка на овие настани и верувам дека после одреден период ќе видиме дека сме постигнале одреден напредок. Сакам да дадам посебна благодарност и поддршка на сите кои што се вклучија во организација на овој настан и општина Штип останува на линија на поддршка за организација на спортски игри и на секакви други манифестации за оваа категорија на граѓани. Претходно, децата со посебни потреби беа дел од обука за укажување на прва помош, а слични активности ќе има и во текот на целиот месец декември.